Ако се суди по настапите на партиските лидери на вчерашните председателски избори, победија сите. Стево, честитам за победата во првиот круг. Почитувани граѓани на Република Македонија, победивме. Dhe gjithë vendbanimet shqiptare dhe në komunat me shumicë shqiptare, profesori Eka fiton me rezultatin 3-1. Но ако се погледнат бројките, вчера загубија сите партии. До овој заклучок се доаѓа ако се споредат резултатите од вчерашното гласање со резултатите од гласањето за советнички листи на локалните избори во 2017 година и гласањето на парламентарните избори во декември 2016 година. Ниту еден од председателските кандидати не успеа да го повтори резултатот на партијата или партиите кои застанаа зад нив. Блерим река кој на овие избори беше поддржан од Алијанса за албанците и Беса доби 79.915 гласа. Тоа е значителни 16,5% помалку од вкупните 95.697 гласа кои ги добиле овие две партии на листите за советници на локалните избори есента во 2017 година. Значително помалку се и од 92.989 гласа, збирниот резултат на Беса и на Алијанса на парламентарните избори во декември 2016 година. Сепак треба да се потсети дека Беса се раздвои на две крила, при што новото, алтернатива, не ја даде својата поддршка на река. Гордана Силјановска, кандидатка на коалицијата околу ВМРО ДПМН, но поддржана и од помали партии како Гром, вчера освои 319.240 гласа. Тоа е за 5,5% помалку од гласовите што ги добија нејзините партии поддржувачи на локалните избори – 338.368. Ако се спореди со резултатот од парламентарните избори во 2016, резултатот на Силјановска е за околу 30% послаб од тогашните 449.533 гласа. Стево Пендаровски, кандидат на СДСМ зад кој застанаа ДУ и ДП, вчера освои 323.846 гласа. Ако се земат во предвид резултатите на СДСМ, ДУ и ДП на локалните избори во есента 2017, загубата на гласови кај власта за само една година и половина изнесува 40%, од тогаш купно 523.170. Ако резултатот се спореди со парламентарните избори, разликата е уште поголема од тогашните вкупни 551.953 гласа за СДСМ, ДУ и ДП. Бидејќи Пендаровски имаше поддршка од неколку партии на албанците, тешко е директно да се измери рейтингот на најголемата владеачка партија СДСМ со рейтингот на најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН. Нашиот обид е да го споредиме бројот на гласовите во општините во кои македонците се или мнозинство, или пак се најголема етничка група. Такви општини се 63 на број. Во нив, според податоците од Државната изборна комисија, победила Гордана Силјановска Давкова со вкупно 290.047 гласа. На територијата на истите 63 општини, Стево Пендаровски добил 264.672 гласа, односно околу 25.000 помалку од кандидатката на ВМРО ДПМН. Блерим река во тие средини добил поддршка од 17.769 гласа пред Сево Куманово, Бутел, Газибаба Битола. Ако се споредат резултатите на Силјановски на Пендаровски по изборни единици кои се применуваат за парламентарни избори, се добиваат следните разлики. Стево Пендаровски има плюс од 7.500 гласови споредено со Силјановска во првата изборна единица. Во втората, околу 3.000 повеќе има кандидатката на ВМРО ДПМН. Најголемата разлика таа ја прави во тројката, каде има 15.000 плюс од Пендаровски. Во четворката, Силјановска има позитива од 2.500 гласови, предност која Пендаровски ја анулира во петата изборна единица. Во шестката, Пендаровски има 15.000 гласови плюс споредено со Силјановска. Што би значеле сите овие бројки ако овие избори не беа председателски, туку парламентарни? Поради комплексноста на Донтовиот модел и коалициите на овие избори. Таква пресметка може да се направи само за 3 изборни единици. Во четвртата изборна единица која го опфаќа југоисточниот дел од државата и каде по традиција се тркаат само ВМРО, ДПМН и СДСМ, благото водство на Силјановска Давкова не е доволно за поголем број мандати.
Со резултатите од претседателските и двете партии би добиле по 10 пратеници. Во третата изборна единица во која влегуваат општините од Истокот, разликата од 15.000 гласа е доволна за опозицијата да однесе плюс столчиња во парламентот. Ако ова беа парламентарни избори, од тројката ВМРО ДПМН ќе добиеш 11 мандати, а СДСМ 9. Во првата изборна единица предноста би била на страна на СДСМ со 10 мандати, па ВМРО ДПМН со 9 и Алијансата со БЕСА 1 мандат. За оваа изборна единица сепак треба да се додаде дека при поголема излезност кај албанците и без коалиции, уште еден мандат би одел кај некој од партиите на албанците. Во случајов на сметка на еден мандат помалку за ВМРО ДПМН. Или збирно, во трите изборни региони за кои може да се примени Донтовата формула 1, 3 и 4, ВМРО ДПМН и СДСМ би освоиле еднаков број на мандати, по 29.